Втор пат добро вечер. За тие што беа на претходната промоција, секако по втор пат, за останатите прв пат и добре дојдовте на втората промоција од првата вечер на фестивалот Букстар, кој што оваа година го има своето 5-то издание и кој се одвива под мотото ОТД. Втората книга за која што ќе поразговараме вечерва и за која што имаме чест авторот да биде присутен со нас е Воспитувањето девојки во Чешка на Михал Вивек, кој имаме чест да ни биде гостин вечерва. Всушност Михал Вивек е еден од најпопуларните и најпродавани современи чешки писатели. Дипломирал чешки јазик и педагогија, а работи како романсиер, драматург, сценарист и автор на раскази и колумни. Има доста специфичен стил на пишување, кој често го споредуваат со англискиот автор Ник Хорнби. Би рекла малку по-циничен и на моменти малку по-меланхоличен. И секако романот е преведен од страна на Маргарета Карајанова и издаден со поддршката на програмата Креативна Европа на Европската унија и секако со поддршката од Министерството за култура на нашата земја. Исто така голема чест, еднаква чест за мене, што вечерва со нас е еден од за мене, односно најбрилијантниот ум во македонската современа теорија, нашата авторка Јасна Котеска, која ќе биде промоторка вечерва и ќе ни каже нешто повеќе околу овој роман. Повелете, Јасна. Инструкциите се да го држиме. Да го држиме. Не е проблем. Добри ден на чешкиот автор Михал Вивек. Благодарност до издавачот на Антолог и до организацијата на Букстар, благодарност на Ана, до Игор и благодарност до сите што сте вечерва со нас. Моја задача беше некако да направам промоција на роман кој што е многу комплексен и историски се покажа дека остара на еден многу интересен начин од неговата почетна судбина да биде бестселер. Роман до 20 и повеќе години подоцна да се покаже дека го издржа тестот на своето време и е се уште актуелен. Погласно, да. Значи, станува збор за роман кој што е шармантен, еве колиците се во тој арт деко, некој стил кој што е заводлив. И би рекла дека има неколку теми кои што се рекурентни во романот, а се важни за нашето современо доба. Едниот од нив е прашањето за бракот и за прељубата. Бидејќи станува збор, содржината е за еден наставник од основно училиште, кој што во посткомунистичка Чешка добива задача да односно понуда за работно место од локален милиардер, чието презиме индикативно е Крал, да ја подучува неговата 20 годишна керка по креативно пишување. Наместо тоа започна да спие со неја, односно да започнува прелюба и тоа не се случува во првите 100 страници од романот и го гледаме наставникот кој што се обидува безуспешно да ја натера Беата да ги привади часовите од креативно пишување кои што не му се потребни, заради тоа што тоа ќе заработи дополнителни пари, но на неа не, бидејќи идејата за часовите не е нејзина, туку е идеја на татко им. На архетипско ниво станува збор за релативно стара приказна, за јунак кој што се обидува да освои некаква награда, и наградата би била или раката на кирката, како што вели нараторот во самиот роман, или пак целото кралство, бидејќи империјата на милиардерот крал е изоставена од приличен имот кој што е заработен во тие први години на падот на комунизмот.
организмот и започнувањето на нов општествен поредок. Во моментот кога ќе започне друг тип на подучување, и од тука е циничен, а не во право циничен наслов на воспитувањето на девојките во Чешка, започнува еден увид во човечката природа и во природата на човечките заедници, во случајот да речеме бракот, бидејќи поголем дел од разговорите на двајцата љубовници се состојат околу прашањето на тоа од што се состои бракот. Па така, Беата сака да знае колку долго е во брак, толку долго, дали имаат меѓусебни пријатели, што прави сопругата додека сопругот е на работното место или додека пишува, што е причината за разводот, на бракот. И парадоксот е дека во целиот роман отсутен е вториот чинител на бракот, а тоа е сопругата, што е исто така прастара античка тема, што во стручната литература нарекуваме сопружничка секлузија, како што, например, Сократ, уште од антиката, одбил да ја прими на смртната постола Ксантипа, но не и своите пријатели. Така што за сопругата не знаеме речиси ништо, ни како се вика, ни која е нејзината професија. Знаеме се за Беата и за неименуваниот наратор. И конечно прашањето кога завршува прелюбата е многу слично на прашањето зашто започнува. Во моментот кога ќе заврши страста, кога Беата ќе се преизбори во сопруга број 2, тоа ќе заврши овој тип на втора човечка заедница. Да, се извинам. Значи, ова е едно ниво на романот кое што го направи романот шармантен за публиката во Америка, во Европа и со која што Михаил Вивек стана еден од најпродаваните и најпознатите европски автори. Но има уште две нивоа што се важни за анотирање. Второто ниво би било нивото на, како што и самиот наслов на романот гласи, воспитувањето, прашањето на образованието. Има една сцена во романот која што се случува на концерт за класична музика. Наставниците ги носат учениците на Моцарт и 70 минути треба да слушаат Моцарт. Сите доаѓаат со вокмени, а наставничката по музичко се обидува да ги натера учениците да разберат концертната порака и им вели дека Моцарт до 18 години има напишано 200 дела, неименуваниот наратор или Оскар. На тоа вели, еве ги пак, целата работа е да не натераат да клечиме под спомениците кои што ни раѓаат само депресија. Така што прашањето на образованието во премин помеѓу два системи, од капиталистичкиот во новиот, станува суштинско прашање на романот. Од комунистички кон капитализм. Да. И заедно со тоа, прашање за статусот на образованието во 90-тите, сега е уште по-комплицирано, но Вивек го фаќа можеби прв од таа генерација од тој временски период на премин од еден во друг општествен систем е прашањето за парите. Затоа што и тоа се провлекува паралелно со прашањето на образованието. Именно, очигледно дека крал своите два хотели, еден мотел, целиот тој свој имот што го има, го заработил, еден бордел, го заработил на начин кој што е дека станува збор за валкани пари. Но, во еден момент нараторот одеднаш го постава прашањето што е со парите што јас ги заработувам како учител во нетрансформирано во комунистичко образование, а што е пак со парите што исто така ги заработувам како приватен тутор. И едните и другите имаат елементи на нечисти пари и што би рекол Фројд, во основа парите всушност никогаш не се чисти.
повеќето од неговиот клинички, од сите клинички студии потврдуваат дека символичката вредност на парите е еднаква на човечките екскременти, на изметот, фактички највисоко вреднуваното нешто и најниско вреднуваното нешто во символичкиот свет на човекот се идентични. И затоа во романот на Вивек многу често има асоциации кон санитарноста. Палатата е преубава, во која што живее беата се е раскошно, но од друга страна забелешките на наратроцека ниту е дека постојано има некаков тип на неред. И внатрешен психички и надворешен во смисла на околината. Може би како последно пред да почнеме со прашања, романот имаше огромна резонирање со публиката во 90-тите, со читателската публика, а прочитав повеќе критики кој што романот го квалификуваа како бестселер, како Pulp Fiction и роман кој што нема да го издржи тестот на времето. Но пишуване на начин кој што е многу духовит и забележете дека феномените на авторитарни системи или системи кои што има садизам најдобро се портретираат на хумористичен начин. Само некој пример. Да речеме, по паѓањето на комунизмот, еден од омилените филмови беше Збогом Ленин. Се сеќавате на Goodbye Lenin. Потоа портретите на нацизмот кај Ернст Лубич, или кај Чарли Чаплин, или кај Роберто Бенини подоцна. Сите тие дава портрет на духовита, симпатична битка против опресивниот режим. А Вивек во нашата верзија во Југославија, тоа беше Тито и јас, ако се гледа еден филм, симпатична слика на култот за Тито. Но сакам да кажам дека за посттранзицијата, веројатно првиот голем роман на територијата на поранешниот комунистички систем беше токму воспитувањето на девојките од Бохемија. Затоа што успеа на духовит начин да го опише секојдневието, а хуморот има комплексна вредност. Хуморот ни дава начин да ги ослободиме, да го ослободиме местото што било цензурирано. Тогаш кога заради садизам, заради опресија, заради тежина на преминот еден по друг општествен поредок, не сме го направиле соочувањето со системот во кој што сме живееле. И затоа поплаката на почетокот во 90-тите, во средината на 90-тите, од критиката беше кога станува збор за типизирани ликови на мафијаш од транзицијата или на наставник од посткомунизмот, но се покажа дека за генерациите што се сега тинејџери, некои пост-интернет генерации, тие веќе не се типизирани ликови, затоа што не се ликови од нивното секојдневие, тие се ликови од нашето секојдневие пред 20 години. Затоа мислам дека воспитувањето на девојките во Чешка е важен роман, бидејќи истото прашање засегни Македонија, како и повеќето, како и половина од планетата. И се наметна како ужасно важен опис на социјалниот, на еротскиот, и на финансискиот заедно со образовниот колапс или отсуството на старите богови од комунизмот, а новите од таа глобализација или капитализам некако нема своја се уште нема своја вредност, бидејќи беа первертирани богови. И фактички дека вредностите започнаа да се распаѓаат со на начин на кој што Вивек ги опишува во ова на прв поглед симпатична прикладна, но всушност со многу социолошки длабочини, заради кој што публиката всушност и е привлечена. Мислам дека во крајна инстанца може интелектуалците да лажат, но публиката потешко бива залажена. И последно, многу интересно, бидејќи неколку луѓе ми рекоа, но Вивек, воспитувањето на девојките во Чешка, наистина, бидејќи работам родови студии со години, еден податок кој што може би е интересен, на крајот на 90-тите на Централниот Европскиот универзитет во Будимпешта студирав родови студии на катедрата
Апелсин Бохимија беше задолжителен дел од романот на Вивек. Беше задолжителен роман во наставниот курикулум на родовите студии во Будимпешта. Или беше во прашање Тројански конј, па да видиме како функционираат родовите стереотипи, или беше начин на испитување како функционираат, како што правеле марксистите кои ја читале Библијата за да го запознаат својот предел, или сепак родовите студии во Будимпешта точно знаеле дека станува збор за роман кој што е многу повеќе од само родова стереотипизација, дека вади некаква вистина за нашето историско време, во нашето историско време. Ова би било кратко, па може би во разговорот понатаму повеќе. Ви благодарам. Ви благодарам јасно за овој осврт. Мислам дека начнавте доста теми, некои од нив јас сакав да ги отпочнам. Навистина ми се допаѓа овој начин на толкување на овој хумористичен, како што кажавте, роман на некој подлабоко ниво, како еден вид на општествен коментар, еден од првите романи кои што се занимава со распадот на моралните вредности во периодот на преминување од еден во друг општествен поредок. Би сакала да го запрашам авторот, дали има некаков коментар на ова или пак да одиме директно со прашање? Може да почнете со прашање. Тогаш ќе се надоврзам на она што го кажа јас на самиот крај. Начинот на кој што јас го разгледував романот ми представи еден цикличен развој, еден етапен развој на женскиот лик, на главниот женски лик Беата, која завршува доста трагично. Меѓутоа, на крај имаме постојано тука има некои споредби со помладата сестра, со Агата, која што се чини следи многу сличен пат. И конечно на крај и со самата ќерка на авторот, која што доаѓа до момент каде што повторува иста реплика како Агата. Дали е тоа само случајно или можеби е опит да се прикажа кои можни идентитетски, преку Беата се покажуваат оние можни идентитетски насоки кои што може една млада жена да ги преку кои што може да се реализира една млада, доста ограничени. Последниот дел. Дали е ова, значи овие настани врзани за ликовите, дали се само случаен развој нивен на ликовите, или пак сака да прикаже кои се доста ограничените опции за развој, за идентитетски развој на една млада жена во тоа посткомунистичко, се уште капиталистичко, глобалистичко општество. И дали има некаква можност, сите ликови се повеќе или помалку трагични, иако е романот комичен, меѓутоа сепак најтрагични некако остануваат женските, најограничени од својот опсег за делување остануваат женските ликови. Од тој аспект јас го гледав таа родова димензија, па да видиме дали на вистина така било замислено тоа. Otázka zněla teda přesně, když to formulujeme, tu otázku, jak zněla ta otázka? Може ли сепак накратко се формулира тоа прашањето како Не, така по-скратено да се постави прашањето. Дали размислувавте за можните опции за развој на женските ликови? Како нерепетитивни и слични една на друга? Дали постои можност да се развијат нестереотипно, не клиширано?
Já se opravdu snažím té otázce porozumět, ale musím říct, že jsem ten román napsal před 25 lety a dost těžko si na něj sám vzpomínám. Jo. Јас романот го напишав пред 25 години, а доста тешко ми е да се сетам на тоа која ми била намерата. A ještě bych řekl to, že před 25 lety se ta ženská otázka tolik neřešila jako dneska, takže možná jsem to psal v jiné době, před hnutím mýtů a jinými věcmi. Значи, романот го... Ženska problema. Že jsem to psal před 25 lety v době, kdy třeba ta ženská otázka se neřešila tolik, jestli ta otázka směřovala na to ženské téma. Значи, јас го пишував романот пред 25 години, кога може би тоа женско прашање не се разгледуваше на тој начин како сега што се разгледува. Имам. Имам ли текна бидејќи ова е врзано со нешто што е, може би, историски се минува. Во романот нараторот го цитира Кафка, кој што вика ги сакам американците затоа што се здрави оптимисти. Денес, како гледате на ова? На овој цитат на Кафка? Бидејќи го цитира нараторот. Jo, že jsou Američani optimisti. Таа беше дека американците се оптимисти. No, já bych řekl, že po těch 25 letech se na Kafku dívám stejně, ale na Američany už se dívám dost jinak. Protože to, co se dneska děje v Americe, dávno, jak napsal jeden komentátor českých novin, překonalo hranici rozumného práva. A tam se dějí prostě absurdní věci v Americe. Че можам да кажам дека и по 20 години Кафка го гледам на истиот начин, ама моето гледиште спрема Америка се измени доста. Она што го пренесуваат чешките медиуми укажува на тоа дека таму нештата го премина ги премина правилата на правото. Tak když tady mluvíme o románu, který se jmenuje Výchova dívek, tak bych řekl třeba toto. Jestliže si paní, který je dneska 45 v Americe, vzpomene, že v 17 letech jí na gymnaziálním večírku někdo osahával, student, který mu bylo 16, a kvůli tomu ten člověk přijde o post senátora v Americe, tak mám pocit, že žijeme ve světě Franze Kafky. Ako se slučí во Америка, ако некоја жена која денес има 45 години се пожали дека кога имала 17 години некој другар што имал 16 години и се пуштал, иако ten muž, který teďka kandidoval na senátora, i v 16 letech údajně osahával na gymnaziálním večírku. Дека тој човек сега се кандидира за сенатор и сега таа жената се жали дека кога имала 17 години, тој имал 16 години и се пуштал на изе и дека тоа значи дека покажува исто како да живееме во време на Франц Кафка. Да, јас сакав да ве прашам. Значи, во вашиот роман од пред колку 20 години, така? 25. Да, 94-та е дејството. Коментирате за... Да, 24-та објавен, меѓутоа 98 да сте се покриени во нарацијата.
го коментирате на хумористичен начин распадот на моралните вредности при преминот од едно општество во друго. Кој би бил вашиот коментар за ова моментално општество сега, дигитално, интернет, сайбер општество? No, já myslím, že spisovatel je především vypravěč příběhů, jo? Мислам дека писателот е пред се раскажувач на приказни. A pokud chce psát jenom třeba milostné příběhy nebo příběhy o vztahu mezi rodiči a dětmi, tak je to jeho výsostné právo. Jo? Není povinen psát o politice. А ако сака само да раскажува љубовни приказни или приказни во врска со меѓучовечките односи меѓу роднините, тогаш тоа е негово право, не е задолжен по секоја цена да пишува за политика. A já jsem vždycky cítil jako i potřebu se vyjádřit k politice. Několikrát jsem psal fejetony pro celý rok pro významné české noviny. Јас понекогаш сум чувствувал потреба да се произнесам во врска со политички прашања и во текот на цела една година пишував фејтони за чешки вестници. Napsal jsem i 2 tlusté romány o propojení politiky a mafie. Напишав и 2 големи по обем романи за врската меѓу мафијата и политиката. A to úplně na okraji taková perlička z té druhé autogramiády, kterou jsem měl v Praze, mě na Sázavu doprovázelo policejní auto, protože se obávali nějakého útoku od mafiánů. A to dneska si to vážím, že jsem to jako spisovatel zažil. A doživях и Mě jako auto doprovázeli z Prahy do místa, kde bydlím, policejní auto. ме испраќаше и полициски автомобил од Прага до местото каде што живеам. Тоа можам да кажам дека го доживеав како писател поради нештата што сум ги напишал. Já myslím, že neexistuje lepší příklad politické angažovanosti spisovatele, než když ho z autogramiády doprovází policejní vůz. Мислам дека не постои подобар пример на политичка ангажираност на еден писател од тој пример кога од подпишување на книги до дома го придружува полициско возило. Ви благодарам. Дали од публика имаме некои прашања? Já jsem se taky nikdy neptal na besedách. Že jsem se taky nikdy neptal na besedách. Јас исто така никогаш не сум поставувал прашање на писатели. Mám pro publikum hluboké porozumění. И затоа можам да кажам дека имам длабоко разбирање за публиката. Добро, а од тогаш кој би бил вашиот идеален читател или читателка? Дали кога пишувате имате предвид каква ќе биде вашата публика или едноставно пишувате за себе без разлика? No tak mám-li odpovědět úplně upřímně, přestože je tady moje dcera. Значи треба да одговорам најискрено затоа што е ќерка ми. Tak můj ideální scénář je nahá žena, která už hodinu si čte ve vaně moji knihu. Мојот идеален читател е гола жена која веќе цел час во када си ја чита мојата книга. Ale voda stydne a ona stejně nepřestává. Но водата остинува, а таа не престанува да ја чита книгата. Добро, благодарам. Би сакала уште околу цитатите да ве прашам. Овој роман конкретно, јас не сум ги читала вашите други романи,
но овој постојано има референции, интертекстуалните да кажеме според стручната терминологија и постојано реферира на други текстови. Што е целта на тоа? Да се збуни просечниот читател, да се даде чувство на инфериорност кај просечниот читател, дека не ги препознава сите цитати или пак не е запознаен со тоа? Čili ta otázka byla jenom o citátech. Jo? No tak já v těch knížkách, zejména v těch prvních a asi ve výchově dívek, musím přiznat, že dám hodně citátů. Da, jaz vo svoji te prve knjigi i vo vaspitovanju na devojkite od Češka moram da priznam, дека imam dosta citati. Ale já to prostě neberu jako vykrádání někoho, já to beru jako poctivé přiznání, že protože já, když tam někoho cituju, tak ho tam i jako jmenuju, toho filozofa nebo jiného spisovatele, tak já to beru jako poctivé přiznání, že je někdo chytřejší než já a že to řekl lépe. Jaz to ne go shvaćam kako kradenje, tuku go shvaćam kako čestno priznavanje, дека некој тоа го кажал поубаво од оно што можам да го кажам јас, затоа што таму јас го наведувам името на авторот на тој цитат. Ви благодарам. Ако нема прашање публика, мислам дека може со ова да ја завршиме оваа промоција. Ви благодарам на присуството и благодарам на сите учесници. Секако, оваа книга може да ја набавите на првиот спрат по поетски автор.